Добро утро, Јована, добро утро за гледачите на Македонија наутро. Се јавуваме од паркот на франкофонијата во Скопје, каде што неодамна беше поставена оваа скулптура која е насловена како гласот на минатото, што е дело на младиот скулптор Узбек Ајваз. Инаку оваа инсталација го актуализира прашањето за довербата во медиумите, но и информирањето во дигиталната ера. Утрово заедно со нас е Узбек. Узбек, добро утро и добре дојде во Македонија наутро. Гледачите. Кажи ми, што те мотивираше да ја создадеш оваа скулптура? Гледаме овде еден човек како седи во паркот и релаксирано си чита вести од вестник. Скулптура е поставена ова човечка фигура која чита вестник во парк на клупа. Една стара скопска слика која веќе долго време не можеме да ја видиме од кога ни влегува во живот, од кога во живот ни влезе дигитализацијата со телефоните и веќе сите вести може да ги читаме сегде, во секој момент. Тоа значи дека брзиот начин на информирање те мотивираше да ја создадеш оваа скулптура. Точно така и у дигиталниот свет многу дезинформации се шират исто така. На нашата постара популација кои се жители на Македонија и се гласачко тело во Македонија во најголем дел, бидејќи сите млади ни побегна, се најизложени на лажни вести и ради нив порано они ги примале вестите преку вестника. Денеска све е веќе изопачено и затоа ја се решив да направам оваа скулптура, една стара скопска слика што се гледало по парковите на Скопје, било у Чаир, Ѓорче, Влае и у паркот на франкофонијата, да се види пак да се потсетат на едно убаво старо време. Узбек, кажавте дека голем дел од вестите што се шират на социјалните мрежи се може да бидат дезинформации. За жалост станаа само неколку вестници што се печатат во државата, се повеќе имаме нови медиуми. Кога станува збор во однос на традиционалните и новите медиуми, кои се поверодостојни според вас? На кои медиуми вие му верувате? Како што и рече, остана неколку медиуми кои се уште печатат вестници, кои се веродостојни, кои имаат филтер на проверка на информациите, така се печатат вестниците и се објавуваат по социјалните медиуми, така да ја се уште од дете, знаејќи баба ми, дедо ми, мајка ми, татко ми, од кого читале вести, така и ја продолжив од нив да читам вести. А другите нови сајтови што се отвараат за вести, малце ми се треба еднаш кога ги проверам, веќе не ми се сигурни за вести. Двојна проверка на информациите. Двојна проверка, бидејќи немаат филтер. Како што се презема, така се објавува. Дури веќе многу повеќе има печатни грешки, бидејќи се copy-paste. Еден ќе објави, сите други преобјавуваат. Интересна тема отвора токму поставката на оваа скулптура, но она што е интересно е тоа што во вашиот стил на работа вие користите рециклирано железо. Зошто баш токму железо? Колку време ви требаше да ја направите оваа скулптура и колку железо потрошивте за изработката на скулптурата? Сакав или не, уште док бев студент, почнав да работам со метал, бидејќи металот е најдостаплив материјал, а брзо и одма ја дава формата и структурата на скулптурата. Нема потреба вадење кала, плиење и целата останата процедура. Зашто се одредив на метал? Тоа е причината, а колку тежи скулптурава тежи отприлика некои 180 кг. Колку време ја правевте? Па ја правев цело лето, уствари, ама вкупно кога се собера деновите, работни, неработните да не ги броиме, 30 и кусур дена. Каде го наоѓате железото? Од каде набавувате материјали? Секаде ни Скопје. Така. Кажете ми, имате ли некој автор што ви е идол и што го следите неговиот стил на работа? Секако Џулио Гонзалес ми е еден од помилените автори кои си го пратам. Марсел Дишан, Пабло Пикасо. Одлично. И Узбек, за крај на нашиот разговор, какви уметнички планови имаш за воиднина? После оваа скулптура и оваа инсталација, гласот на минатото, што да очекуваме следно од Узбек Ајваз? Па во пракса ја
правам скулптура, ја умеѓу време за да си ги одморам мислите, правам и нешто друго умеѓу време, почнувам да правам. Така да во ателје имам некои 4-5 скулптури почнати и недовршени, најверојатно нив ќе си ги довршам и ќе се концентрирам на магистерскиот труд кој само тој ми остана за да завршам мојот академски живот. Ти посакуваме многу успех во твојот академски живот и твојата работа и благодарам што утрово беше дел од Македонија наутро. Благодарам и на вас. А сите граѓани што сакаат да ја погледнат оваа скулптурна инсталација може да дојдат во паркот на франкофонијата во Скопје и да си направат една убава фотографија со човекот, односно железната скулптура Може што да чита вести. Јована?